Добар ден. Започнуваме со урбаните вести на Прва Скопска. Од денеска до 7 август под мотото доењето основа на животот се одбележува светската недела на доењето. За ова ќе дознаете нешто повеќе подолу во вестите, а во продолжение генералната најава. Македонија утре ги слави двата историски линдена. Републички совет за безбедност на сообраќајот на патиштата. Информирајте се за состојбата на патиштата пред секое подолго патување. Од 1 до 7 август се одбележува светска недела на доење. Повеќе згрижувачки семејства, помалку институции за згрижување деца без родители. Македонија утре ќе го одбележи денот на Републиката 2 август и двата историски линдена. 115 години од почетокот на Илинденското востание и 74 години од првото заседание на АСНОМ. Македонија утре ќе го одбележи денот на Републиката 2 август и двата историски линдена. 115 години од почетокот на Илинденското востание и 74 години од првото заседание на АСНОМ. Делегацијата на Мечкинкамен во Крушево ќе ја предводи председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов. Во 9 часот и 30 минути ќе биде положено свежо цвеќе на гробот на Никола Карев, а во 10 часот на споменикот на хероите во местноста Слива. Во 12 часот ќе биде положено цвеќе на Мечкинкамен, пошто председателот Иванов ќе има обраќање. Чествувањето во меморијалниот центар АСНОМ во Пилинце ќе почне во 11 часот. Делегацијата ќе ја предводи председателот на владата Зоран Заев. Свеченоста во Пилинце ќе биде збогатена со културна програма, со настап на хорот Вардар, ансамблот Танец и културно-уметничкото друштво Емин Дураку. Чествувањето во Скопје ќе почне во 10 часот пред спомениците на АСНОМ и на Никола Карев, каде што цвеќе ќе положат председателот на Собранието Талат Джафери и владина делегација, составена од министрите за труд и социјална политика, финансии и за диаспора, Мила Царовска, Драган Тевдовски и Едмонд Адеми. Илинден ќе се слави и во Смилево, каде што се одбележуваат 115 години Илинден и 76 години од првата борбена акција на битолско-преспанскиот партизански одред Даме Груев за ослободување на Смилево. По тој повод во 9 часот цвеќе ќе биде положено на спомен обележето могила на Даме Груев, обелиск, на споменикот на смилевските илинденци, обелиск и на спомен плочата на партизанскиот одред Даме Груев. Како и минатата година, чествувањето е инспирирано од Крушевскиот манифест и логото е Наша Македонија, без разлика на вера, етничка припадност, пол и убедувања, бидејќи од дедо, прадедо си живееме како браќа и сестри на оваа земја, за право, за слобода и за човечки живот. Во пресрет на утрешниот неработен ден и можноста за спојување повеќе денови со предстојниот викенд и очекуваното раздвижување на сообраќајот кон туристичките центри, Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата ги предупредува возачите да се информираат за состојбата на патиштата пред секое подолго патување. Пренасочувањето на сообраќајот и заобиколувањето на главните патни правци предизвикани од изградба или реконструкција на патиштата може да го загрозат безбедното одвивање на сообраќајот. Исто така во опасност може да биде доведен и животот на градежните работници, возачите, патниците, пешаците, велосипедистите, предупредува Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот. Истражувањето на релевантните меѓународни организации покажуваат дека главни причини за предизвикување сообраќајни незгоди со настрадани лица во градежните зони на патиштата се брзо возење, несоодветно објавување знаци од градежните работници, несоодветно поставена сообраќајна сигнализација, несоодветно осветлување на градежните зони и друго. Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата ги советува возачите пред секое патување на подолга дестинација задолжително да се информираат за состојбата на патот и евентуалните прекини на сообраќајот, а доколку е можно да избегнуваат патување на тие делници. Доколку патувате на пат кој е означен како работна зона, намалете ја брзината, следете ја времено поставената сообраќајна сигнализација и предвидете дополнително време за патувањето. Бидете внимателни и секогаш подготвени, очекувајте го неочекуваното. Возењето во градежни зони на отворени патишта носи зголемен ризик и потребна е поголема концентрација и фокусираност.
Внимавајте на градежните работници, на градежните работни машини и на работните материјали, што може да се најдат во близина на коловозната лента, истакнува РСБСП. Возачите, додаваат оттаму, треба да бидат трпеливи. Иако градежните зони се обележани како области, како што стои во препораките, возачите мора да ја намалат брзината и да возат со голема предпазливост. Од денеска до 7 август под мотото "Доењето основа на животот" се одбележува Светската недела на доењето. Одбележувањето на Светската недела на доење е начин да се зборува на таа тема и да се подигне свеста на мајките за потребата и за придобивките од доењето. Светската недела на доењето традиционално се одбележува од 1 до 7 август, а овогодинишното мото е "Доењето основа на животот". Доењето е најдобар начин да се обезбедат хранливи материи кои му се потребни на детето кога ќе се роди. Мајчиното млеко е неопходно за правилен раст, развој и здравје на бебето, а воедно е добро и за физичкото и психичкото здравје на мајката. Светската здравствена организација препорачува со доење да се почне 1 час по раѓањето на детето до неговите 6 месеци. Со воведувањето цврста храна се продолжува и доењето до 2-та година, но и повеќе. Во светот исполнет со нееднаквост, кризи и сиромаштија, доењето е основа за доживотно добро здравје на бебињата и мајките, стои во пораката објавена на веб страницата на Светската здравствена организација по повод Светската недела на доењето. Одбележувањето на Светската недела на доење е начин да се зборува на таа тема и да се подигне свеста на мајките за потребата и за бенефитот од доењето. Придобивките се многобројни. Според податоците, 23% од мајките дојат ексклузивно, 41% дојат предоминантно, односно додаваат и други течности. Министерството за здравство во соработка со Клиниката за детски болести, Здравствен дом Скопје, Заводот за здравствена заштита на мајките и децата, како и останатите јавни здравствени установи, реализираат повеќе активности, потенцирајќи ја важноста на доењето. За таа цел годинава се отпечатани брошури и постери за бремени жени на македонски и на албански јазик за важноста на доењето, воспоставувањето на доењето и знаци на успешно доење, пошто ќе следи нивна дистрибуција преку патронажните сестри, матичните гинеколози и породилиштата. Мајката треба да има психолошка поддршка, да знае како да го воспостави доењето, како правилно се дои, а доколку се јави некој проблем, треба да ѝ се помогне за да го надмине и да не се откаже од доењето. 70 деца на возраст до 3 години се сместени во институција, а истражувањата покажуваат дека најлошо е тие на таа возраст да бидат сместени таму. Тоа е период кој им најмногу остава траги во понатамошниот развој. Затоа Министерството за труд и социјална политика вела дека згрижувачките семејства обезбедуваат најдобра алтернатива на грижа во случај кога биолошкото семејство не е во можност да им ја пружи на децата. Да се живее во институција е многу тешко, особено за децата. Од таа причина Министерството за труд и социјална политика спроведува кампања со која на децата им обезбедува згрижувачки семејства, а со тоа им го олеснува животот на оние деца што биле напуштени или пак одземени од нивните родители. Од Министерството за труд и социјална политика во изјава за МИА информираат дека најдобро за децата е да бидат сместени во згрижувачки семејства, бидејќи таму има приближни услови како во семејство. Посебно е добро кога во секој град има згрижувачко семејство, затоа што за децата најубаво е да си останат сместени таму од каде што потекнуваат. 70 деца од оние кои во моментов се во институција се на возраст до 3 години. Сите истражувања покажуваат дека најлошо е тие на таа возраст да бидат сместени во институција. Тоа е период кој најмногу остава траги во понатамошниот развој. Психолозите велат дека ништо не влијае подобро на растот и развојот и целокупната благосостојба на децата од семејното обкружување. Во Македонија има над 200 деца до 18 години кои се уште се сместени во институции и кои чекаат семејство. Згрижувачките семејства обезбедуваат најдобра алтернатива на грижа во случај кога биолошкото семејство не е во можност да им ја пружи сета грижа и љубов кои му се потребни на детето. Треба да се обезбеди доволен број на згрижувачки семејства способни да се грижат за деца на кои им е потребна привремена грижа, за да нема ниту едно дете во голема институција.
Министерството за труд и социјална политика и УНИЦЕФ ја отпочнаа кампањата На секое дете му треба семејство. Таа има за цел да ги поттикне граѓаните да станат згрижувачи на деца без родителска грижа и да им овозможат да растат во безбедно и среќно семејно обкружување, исполнето со љубов. Има за цел да мобилизира поддршка и грижа и до 2020 година да нема ниту едно дете до 3 години во големи институции. Од Министерството за труд и социјална политика вела дека згрижувачките семејства имаат поддршка од центрите за социјални работи, невладините организации. Згрижувачите добиваат соодветен паричен надоместок за извршување на оваа функција. Додава дека треба да се направи мрежа на згрижувачи на територија на целата држава, за децата да продолжат да живеат во познато обкружување и блиску до местото од каде што потекнуваат, заради одржување на блиски врски со своето семејство. Во секоја општина треба да се идентификуваат згрижувачи кои ќе обезбедат грижа и заштита на децата и одржување на врските со семејството, заедницата и своето културно потекло. Законот за социјална заштита предвидува форма на згрижување на деца како преодна фаза од излегувањето на детето од биолошкото семејство до решавањето на неговиот статус, додаваат од Министерството. Представникот на УНИЦЕФ во Македонија Бенџамин Перкс за МИА информира дека децата кои се напуштени и осамени завршуваат во мајчиниот дом во Битола и чекаат да бидат земени оттаму, а имајќи ја во предвид структурата на човечките ресурси во таа установа, тие деца на располагање имаат само 1 до 2 часа само да им се посвети во текот на денот внимание. А ние како родители, баби и дедовци знаеме дека тоа не е доволно. На почетокот тие плачат за да привлечат внимание, но како поминува времето тие престануваат да плачат, а изолацијата низ која поминуваат е навистина трогателна, имајќи во предвид дека станува збор за мали деца. Многу едноставно, сето ова можеме да го трансформираме во земјата ако обезбедиме една цела армија на згрижувачи и згрижувачки семејства, но и да го подобриме системот во социјалната заштита ширум земјата. Оние родители кои се згрижувачи и згрижувачките семејства кажуваат дека ваквото искуство навистина ги збогатува, не само нив како родители, туку и самите деца и целата заедница. Општина Киселавода распиша оглас за временно вработување на дефектолог, педагог, психолог, одделенски наставник и предметен наставник во рамки на програмата Општинско корисна работа. Општина Аеродром објави оглас за вработување 10 стручни лица со професија дефектолог, психолог и педагог, кои ќе бидат ангажирани за помош на деца со посебни образовни потреби. Огласот трае до 14 август. Од општината информираа дека станува збор за проектот Унапредување на воспитно-образовниот процес и секојдневната грижа на децата со посебни образовни потреби, кои ги посетуваат училиштата во општина Аеродром. Проектот го спроведуваат Општина Аеродром, Агенцијата за вработување и UNDP. Целта на овој проект, како што се наведува, е да ја подобри грижата за децата со посебни образовни потреби за нивна уште поголема инклузија во образовниот процес и непречено одвивање на сите образовни активности во 3 основни училишта на територијата на Општина Аеродром: Ѓорѓе Апулевски, Лазо Ангеловски и Александар Македонски. Од друга страна, преку овој проект ќе им се помогне на активните баратели на работа, дефектолози, педагози, психолози и други професии од сферата на грижа на лица со посебни образовни потреби, да се стекнат со професионално работно искуство и вештини, за да станат поквалификувани и конкурентни на пазарот на трудот, со крајна цел намалување на невработеноста во општината и во државата. Лицата кои ќе бидат избрани на конкурсот ќе бидат работно ангажирани со скратено работно време од 20 работни часа неделно за период од 9 месеци. Ангажираните лица ќе бидат задолжени за следење на учениците со посебни образовни потреби, на кои им е потребна дополнителна стручна помош за успешно адаптирање и ресоциализација преку најразлични вежби и индивидуална работа, потенцираат од општината. И Општина Аеродром објави оглас за вработување, но станува збор за 10 стручни лица кои ќе се грижат за децата со посебни образовни потреби. Целта на овој проект, како што се наведува, е да се подобри грижата за децата со посебни образовни потреби за нивна уште поголема инклузија во образовниот процес.
10 образовни асистенти со завршено високо образование, профил дипломиран дефектолог, педагог, психолог, одделенски наставник, предметен наставник, ќе бидат временно работно ангажирани во основните училишта во општина Киселавода. Сите заинтересирани невработени лица од денеска до 14 август од 8:30 до 16:30 часот може да подигнат и да поднесат пријави во општината. Се работи за оглас кој го распиша општина Киселавода за заинтересираните лица кои сакаат да се вклучат во програмата Општинско корисна работа, финансирана од буџетот на Агенцијата за вработување. Проектот се грижиме и ги воспитуваме најмладите, ќе овозможи работно ангажирање со скратено работно време на евидентирани невработени лица за период од 9 месеци, поради стекнување вештини и постепено вклучување на пазарот на труд. Се работи за ангажман од 20 работни часови неделно, при што статусот на невработените лица останува непроменет. На невработените лица корисници на социјална помош ќе им биде активно правото на користење на социјална помош, се вели во соопштението од општина Киселавода. Право на учество во програмата Општинско корисна работа имаат сите невработени лица, а предност ќе имаат лицата кои првпат се јавуваат за учество во оваа програма. За кандидатите кои ќе бидат избрани се предвидува паричен надомест во висина од 9000 денари месечно со вклучен персонален данок на доход и осигурување од случај на несреќа при работа и професионално заболување. Евидентираните невработени лица кои ќе се пријават за учество во програмата Општинско корисна работа треба да припаѓаат на една од следните целни групи невработени лица: долгорочно невработени лица евидентирани во Агенцијата за вработување на Република Македонија, односно над 12 месеци невработеност, самохрани родители, родители на деца со пречки во развојот и родители на 3 и повеќе деца. Граѓаните повеќе информации може да добијат во општина Киселавода, кај Елизабета Јаневска, општински координатор за програмата Општинско корисна работа. Времето утре ќе биде умерено облачно со дожд и грмежи и температура до 30 степени. Во петок имаме слично време со температура исто така до 30 степени, а во сабота со температура до 31 степен. Во недела не очекува сончево време со температура до 34 степени. И уште една информација пред самиот крај, корисниците од трговскиот центар Бисер утре од 9 до 11 часот ќе бидат без електрична енергија. Останете понатаму со нас, следуваат спортските вести од мене. Довидување и убав празничен ден.